Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во името на Аллах, семилостниот, милостивиот. Почитувани дами и господа, ценети гости, љубители на пишаниот збор. Добре дојдовте на вечерашната промоција на книгата Инсераја. На почетокот, дозволете ми најпрво да изразам благодарност до сите вас што со вашето присуство ја збогатувате оваа културна вечер. Вашето доаѓање представува не само поддршка за делото, туку и за самата идеја дека книгата се уште има моќ да отвара хоризонти, да сведочи, да не поврзува како луѓе. Вечерва пред нас е дело кое не се чита лесно, но токму затоа се чита внимателно. Инсераја е книга што не нуди едноставни одговори, туку поставува суштински прашања за човечноста, за болката, за надежта и за обстанокот. Таа е глас што произлегува од длабочината на тишината и станува сведоштво кое не може да се игнорира. Како модератор, прв пат го правам ова, се надам дека нема да направам многу грешки. Мојата улога ќе биде да ги представам вечерашните панелисти кои што ќе зборуваат за книгата. Вечера со нас е преведувачот на ова дело, почитуваниот Хусеин Адеми, и исто така со нас вечерва е, како што рече професор Хусеин, црешната врз тортата, нашата почитувана професорка Виолета Пирузе. Се надам дека делото за кое што ќе зборуваме ќе биде представено на начин како што му доликува, со почит, внимание и разбирање. Во текот на вечерта ќе имаме можност да слушнеме за самата книга, за процесот на нејзиното создавање, како и за поратките кои таа ги носи. Ќе се обидеме заедно да допреме до суштината на ова дело и да ја почувствуваме неговата тежина, но и неговата сила. На крајот, дозволете ми да нагласам дека ваквите настани не се само книжевни промоции. Тие се можност за диалог, за размислување и за заедничко сведочење на вистината што литературата ја пренесува. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство и внимание, и пред да му дадам збор на почитуваниот Хусеин, сакам да кажам нешто што представува моје лично видување на ова дело. Постојат книги што се читаат и постојат книги што се чувствуваат. Инсераја не е само збор од раскажани приказни. Таа е глас што доаѓа од тишината, од урнатините, од срцето кое одбива да замолчи. Ова дело не е напишано за да импресионира, туку за да сведочи, да не потсети дека зад секоја бројка стои човек, зад секоја вест стои живот, а зад секоја болка достоинство што одбива да се предаде. Авторката не води низ еден свет каде што сонот е отвор, зборот е преживување, а спомените се последното засолниште од уништувањето. Со едноставен, но длабоко потресен израз, таа ја отвара душата и ни дозволува да ја почувствуваме тежината на реалноста, која често пати останува невидлива за светот. Оваа книга не бара сожалување, таа бара да се слушне, не бара солзи, туку бара свест. Таа е потсетник дека човечноста не смее да се изгуби, дури ни во најтемните времиња. Инсераја е сведоштво, вресок, молитва и пред се доказ дека животот и покрај се уште се бори да обстане. Почитуван Хусеин, зборот е за вас. Ајде. Селаму алейкум. И добар ден. Или добро вечер, како што сакате. Значи, друг пат кога ќе ме повикате на промоција, ти, ако даваш увод, не доаѓа, ме остави без зборови, немам што да кажам. Драги и почитувани мои, пред неколку месеци ми се јави, искрено да ви кажам, дури не го познавам човекот кој што ми се јави кога ми понуди да го преведам ова дело, и така некако спонтано се движеше цела ситуација, додека книгата не ја добив, додека не ја зедо во своји раце.
откако ја зедов во своји раце, откако ја прочитав веќе првата страница, се ми беше јасно. Значи ми беше јасно за какво штиво се работи, но не ми беше, една работа не ми беше јасна. Не знаев со кого разговарам. Бидејќи станува збор за млада девојка. Значи, Тесним е едно младо девојче кое што во оваа книжка или во оваа книга, кое може би на неколку 96 страници, нели, го опишува својот живот, но не било каков живот. Туку ги опишува сите доживувања нејзини на она лудило кое што му се наметнува на палестинскиот жител секојдневно, без оглед дали се работи за муслимани или за христијани. Ја морам да бидам отворен и да кажам дека колку и да се трудиме да избегаме од политичкото лудило кое што го погодило целиот свет, посебно тој Блиски Исток, како го нарекуваат, нели? Иако и терминот Блиски Исток е измислена будалаштина. Значи една подметачина, нели? Ние малце така да не збуни, нели? Не постои нешто што се нарекува Блиски Исток, туку постои еден регион, една стара цивилизација која што можеби наназад влече 10.000 години култура и така натаму, нели? Додека навлегував во книгата, јас полека, ама сигурно се запознавав со ова девојче. Значи, јас сум дедо, имам внуци, тие се таму позади вас седат, нели? И нормално е сега во овие мои години малку поинаку да ги чувствувам нештата. Значи, има малку поинаков пристап кон нештата и додека ја читав Тесним, значи, во еден момент таа ми е ќерка, во друг момент таа ми е внука, во трет момент таа ми е сестра, нели? Во еден момент гледам на неа како едно обично девојче кое си шета по улициве, во друг момент гледам на неа како девојче кое настрадало во животот, како ниту еден од нас, бидејќи ние ги немаме нејзините искуства, за жал таа ги има, а додека во еден момент пред мене стои, значи, млада девојка, еден борец, еден револуционер, нели, кој што со својот крик, нели, со својот вресок, на светот му испраќа една многу едноставна, но тешка и тажна порака, а таа порака е дека ние луѓето, значи, ние, членовите на ова човештво кое што може би се протега илјадници години наназад, од моментот кога Севишниот Бог го создал Адем или Адам и неговата сопруга, нели? Значи, од тој момент ние веќе чувствуваме која е улогата на човекот. Кои се тие морални карактеристики кои треба да го красат човекот, тоа совршено Божје битие. Меѓутоа, како што реков, во сенка на денешниве, сегашниве случувања, нели, гледаме дека Тесним е единствениот борец, единствениот воин кој што го дигнал гласот за нас, немојте да ми замерите што вака морам да се изразам, го дигнал гласот, нели, за да ни даде до знаење на нас, вака блесавите и налудничавите идиоти, нели, кои што не водиме сметка што таму се случува и во одредени моменти се однесуваме како да не знаеме. Може би тоа се случува некаде на некоја друга планета, може би некоја друга галаксија во прашање, нели? Може би во прашање нешто што се случило и ние може би тоа само го слушаме од време на време, чат пат што би се кажало, нели? Меѓутоа, нашата стварност, нашата реалност е поинаква. Нашата реалност е поинаква, а таа е, за наша голема жал, живееме момент кој што, да, постоел во историјата, нели, тие човечки заедници,
низ историјата, поделени на племиња, поделени на вакви, на онакви групи, воделе војни меѓу себе и така натаму. После Прва, Втора светска војна доаѓаат некакви така манипулативни теории за постоење на држави со граници, овакви, онакви. Меѓутоа, она што денеска го сведочиме е потполно поинаков приказ на нештата. Како повторно да се враќаме во минатото, кога одредени племиња војувале едни против други, кога одредени племиња да си го заштитат својот интегритет, значи воопшто не размислувале дали ќе убијат некого, дали ќе силуваат некого, дали ќе оплячкаат некого, зошто бидејќи верувале дека тоа е борба на опстанок. Меѓутоа ние живееме сега во некакво, ајде, наречи го модерно општество кое пред себе има некакви постулати морални кон кои се придржува и на тој начин ние остаревме. Значи бевме убедени дека овој свет или оваа светска заедница во која што живееме ја красат високи морални карактеристики, дека лицемерието на историјата е нешто што одамна го имаме заборавено, нели, дека лудоријата и дивјаштвото, нели, на тој презрен човек кој што не верува во Бога, не верува во ништо, туку верува само во своите глупави, нарцисоидни пориви, нели, мислевме дека тоа е сето историја. Мислевме дека тоа е исчезната работа. Затоа можевме само да читаме или евентуално кога бевме деца на историја, на часови по историја, така нешто ни го шлајфираа мозокот. Меѓутоа сега гледаме дека тоа не е така. Гледаме дека се уште тоа дивјаштво владее. Гледаме дека значи крвта, дека достоинството, нели, дека гордоста на послабиот, на тој што не може да возврати, а не сме никако значи за опцијата возвраќање, не. Нели, сакаме да проживееме во мир, сакаме да проживееме во спокој, сакаме сите наши неистомисленици да го почувствуваат спокојот и мирот кој што ние го чувствуваме, нели, во она кога говориме за она во што веруваме, нели. Меѓутоа исто така сакаме да обрнеме внимание на тоа дека Теснин, таа наша мала ќерка, која за себе вели дека јас сум девојка. Значи книгата, драги почитувани мои, ова напатено девојче ја почнува велејќи дека таа е девојка, таа е девојче. Значи дури можеме да кажеме дека за себе тврди дека се наоѓа, значи во моментот пред некаква октомвриска дата, значи таа се наоѓа нели во состојба на предадолесцентен период. Па се знае тоа. Девојче туку што влегло во пубертет и така натаму и така натаму. Додека ја читаш, додека навлегуваш во длабочината на нејзината мисла, додека сочувствуваш што нејзините страдања, додека можеш со своите раце да ја почувствуваш топлината на нејзината пролиена крв, додека не чувствуваш храброст да ја погледнеш во очи, додека бидејќи нејзините солзи те печат, ти ја горат душата, ти го тиштат битието, нели, во еден момент ќе сватиш дека Тесни веќе не е девојче. Да, таа по години, по возраст е девојче. Меѓутоа, тие лудори, таа силина на тој воен виор, значи тие убиства, таа неправда, тие секојдневни злосторства, тоа секојдневно јадење, нели, на битието на палестинецот, не можеше да не го почувствуваш во себе. И ако си од тие кои што имаат макар малку морал во себе, ако си од тие што имаат макар малку човештво во себе, а мислам дека сме ние такви, дај Боже да сме такви, инаку не би не собрала оваа мака заедно, ако тоа не го чувствуваме, нели? Значи ќе разбереме дека Тесним сака да ни прати една порака.
Пораката на Тесним е дека да, додека ние се наоѓаме во овие Божи благодети во кои се наоѓаме, додека ние се будиме мирни, се будиме во тие благодати, значи се будиме во таа наша скапоцена семејна околина, тоа обкружување во кое што се наоѓаме, значи додека ние немарно се однесуваме кон сите тие Божи благодети во кои што се којдневно уживаме, има на оваа планета Земја, драги и почитувани мои, некој кој што страда, има некој кој што плаче, има некој кој што крвари, има некој кој што бара помош од нас. И ние, како луѓе, како припадници на оваа човечка заедница, значи не е важно више од која конфесија или од која нација, значи тоа нема врска. Тоа беше наметнувано од страна, од луѓе со голема тенденција за да го отпочнат ова што го отпочна. А што е ова што е отпочнато, драги почитувани мои? Тоа токму Тесним ни го кажува. Значи, низ призмата на своите страдања, низ призмата на својот говор, како таа секојдневно се губи, како таа секојдневно, значи, влакно по влакно, нит по нит, исчезнува, како таа секојдневно, во сред бел ден, во 12 часот на плюс температура, таа вели дека мене ми е ноќ, таа вели дека јас не гледам светло, за мене постои само темнината. Значи, тоа е порака за нас, луѓето, дека мора нешто да се стори, мора да се крене гласот. Во кој смисол? Па ако ние не го кренеме гласот, драги почитувани мои, ако ние не го препознаеме тоа страдање, ако овој пишуван збор не остави впечаток во нашата душа и не го придвижи она позитивното во нас, и ако едни за други не почувствуваме жал и не почувствуваме потреба не да си притекнеме во помош, туку да побрзаме едни на други да си помогнеме, ова е што? Ова е знак дека ние како луѓе ги загубивме сите морални карактеристики и дека сме на добар пат сме да му се придружиме на оној анимален свет кој што мора да убива, нели? Мора да пролева крв, мора да плячка, мора да завзема туѓа територија. Зошто? За да опстане. Меѓутоа, Севишниот Бог нас не создал да опстанеме. Тој не создал ние да живееме. Затоа ќе спомнам една феноменална куранска теза, теорија, формула. Кажете, наречете ја како сакате, нели? Нема да погрешите, каде што Севишниот Бог вели дека луѓето ги создал, ги распространи во племиња, во народи, во заедници, со една цел, која? Литеарефу, да се запознавате меѓусебно. Значи, тоа меѓусебно запознавање од луѓето бара што? Бара соработка, бара толеранција, бара меѓусебна помош и без оглед на конфесијата. Да не збора више нација, тоа ми е више демоде, тоа е тешка будалаштина, исто така, која му се наметнува на вака јадно и настрадано општество како што е нашево, на голема жалост, нели? Значи, ако ние тоа сме го загубиле, па секако дека нема да бидеме во состојба да ја разбереме нашата ќерка Тесним. Бидејќи ова, драги и почитувани мои, ова дело, драги и почитувани мои, кога ќе го читате, верувајте ми, ќе се пронајдете себе си тука. Верувајте ми, вие што имате деца или внуци, или имате помлади сестри, братучетки и така натаму, верувајте ми, ќе се пронајдете во ова четиво. Сите ние ќе ја пронајдеме нашата Тесним меѓу нас. Меѓутоа има нешто интересно. Таа толку пишува аматерски, таа толку пишува, значи се гледа од нејзиниот начин на изразување дека таа не е професионалец. И па тоа таа и го преферира кога вели јас не сум писател, јас не знам да пишувам, јас не знам да се изразам, туку само сакам да ви испратам порака за да ме разберете и да не избегате
од одговорноста која што и вие имате како луѓе кон нас. Затоа, драги почитувани мои, верувајте ми, книгата е итекако важно да се прочита и мислам дека секој еден што е во состојба вакво четиво да прочита и да сочувствува со вакво четиво, значи ќе ги надмине во себе не само предрасудите, ако ги има, не верувам дека меѓу нас има предрасуди, нели? Меѓутоа ќе ги надмине сите оние будалаштини на кои е подложен во ова наше секојдневие преку медиуми, преку социјални мрежи, преку лажни пласирања на теории, на соработка, на толеранција и така дале и така дале. Не. Туку ќе ја разбере вистинската нит на животот и својот другар, значи својот сочовек, својот сопатник во животот на овој свет, ќе почне да го цени, ќе почне да го почитува, ќе почне да го сака и да го уважува и нема воопшто да му бидат потребни оние политички будалаштини и фрази, толеранција, соработка и соживот. Не, туку што тесним сака од сите нас тоа да го почувствуваме, да го живееме во себе и тоа да стане наш секојдневен животен мото за еден ден во иднината, сите заедно да заживееме со оваа болка и да не дозволиме ваквите болки понатаму да се шират низ светот, не дај Боже. Благодарам што ме сослушавте. Јас ќе ви го предадам сега микрофонот на модераторот наш, а како понатаму. Благодарам за голема благодарност за аплаузот. Пред да и дадам збор на почитуваната професорка, би сакал да прочитам еден дел од оваа книга во кој што малата Теснин вели: моите спомени нема да бидат уништени од бомбите. Ги уништија моите соништа, го запалија мојот универзитет, ја бомбардираа мојата населба. Сепак не им успеа да ги уништат моите спомени. Моите спомени нема да бидат бомбардирани. Тие не се ѕид, ниту пак покрив. Тие се душата, глетката, мирисот и лицата погребани во моето срце. Сите со кои се дружев ми велеа се гледаме, но не се видовме повеќе. Сите семејни фотографии се уништени, но фотографиите во моето срце се сосема и потполно јасни. Сеќавањата ми се преполни со ситни нешта. Миризбата на утринскиот лев, гласовите на езаните кои се преклопува, песните на баба ми, викотниците на луѓето кои бегаа од смртоносните бомбардирања. Да се надеваме дека и ние нема да останеме равнодушни кога ќе ја прочитаме оваа книга и дека во нас ќе се разбуди гласот на совеста и дека и ние ќе бидеме сведоци за она што неправедно му се прави на палестинскиот народ. Сега имам чест зборот да ја го дадам на поштованата професорка Виолета Пирусе. Благодарам. Дозволете. Јас сум од оние генерации кога никој не учел да чувствуваме и да сочувствуваме. Сега и да сожалуваме. Сега слушам децата во школа има часови по емпатија. Чудно, жално и страшно. Дали емпатијата се учи од учебник да се запамети? Емпатијата не е ум, не е логос. Таа е поврзана со срцето. Внатре во човекот сочувствуваш или не. Но парадоксот е во тоа што емпатијата е и кондицио, когницио, а тука е тој парадокс, тој судир. Поминале децени, а човек се сеќава и таа човечка убавина му ја топли и грее душата. Ама и боли.
поради изместениот, ако не и веќе уништениот свет. Човек човека не го разбира, а светот сака да го воспити. А светот е тука и овде, но и далеку. Кант рекол, звезденото небо над нас, моралот во нас. Моралниот закон во нас. Лично морам да кажам дека од почетокот на сите овие зборувања мене ме прогонува страдањето на луѓето во Газа. Буквално ме прогонува ужас кој не запира. Се сеќава на палестинските доктори кои што учеа некогаш овде, овие наши простори пред децении. А сега трогателно е кога се чита дека тие доктори даваат крв за своите пациенти. Кво вадис домини, се прашувам често. Животот како трагична балада, зашто поразот сушност се победа. И Сераја е величествена поема со длабоки лирски и епски понори. Цитирам, од длабочината на молкот се роди болен крик. Несомнено ова е восхитувачка метафора, изворено пронајдена, и тоа, како што слушнавме, нели, од некој што не е писател. Зарем генијалниот руски писател Фјодор Михајловиќ Достоевски нема речено преку еден лик во Браќата Карамазови, во романот Браќата Карамазови, токму со овие зборови: ниту еден идеал на овој свет не е достоен солза од едно дете. Тоа е диалогот меѓу Иван Карамазов и Алјоша. Иван, кој што гледа исклучиво материјалистички на работите и дури се прашува тоа камо Бог да реагира на ова се што се случува, а Алјоша е духовно ориентиран. Внимавајте, уште еднаш, ниту еден идеал од светот не вреди колку солза од едно дете. Горчлива вистина. Дали ќе завршат страдањата? Лично и денес го сакам интернационализмот на зборовите "Hasta la victoria siempre", до победата секогаш. Јас лично се чувствувам граѓани на светот и на Газа едновремено. Некогаш на Самарија, по која чекореше Исус. Ја се запрашаме, и овде во Македонија луѓето страдаат, за жал едни од други. Дали се разбираме и помагаме меѓу себе? Дали е навистина живо нашето муслиманско братство? Дали е навистина живо христијанското братство? Дали е навистина жива човештината или доминира личното самољубие и суровиот егоизам? Запаметете, империализмот е најголемо зло. А ние тоа го согледуваме тука во оваа тегобна книга со наслов Инсераја. Страдањето во Газа е резултат на забрефтаниот империализам
кој ништи се пред себе. Но останува моралната победа во поразот и душевниот хероизам во страдањето. Со оваа книга, по моје скромно размислување, мислење, Белик направи вистински издавачки потват со соодветен дизајн, кристализиран превод на Хусеин Адеми и целиот компетентен тим на одлични професионалци во своите области. Затоа ви благодариме што со ова книга, со Инсераја ни дадовте, покрај сето друго, едно силно духовно изградување, издигнување и потврдување. И да не заборавиме, токму уништувањето на сопственото его, тоа е вистинска победа на човештвото во онтолошка смисла. А човекот, за жал, ништо не научи од историјата, иако е таа нели учителка на животот, што е и онтички потврдено, нели historia magistra vitae est. Па така, длабејќи низ вековите, ке се сетиме и на зборовите на Данило Киш, кој вели од епот за Гилгамеш, инаку стар, најстар пишуван споменик Сумеро-Вавилонски еп, од епот за Гилгамеш ништо ново не е речено во литературата. Точно. Тоа е тој горчливиот талог на искуството на човештвото, кој останува како длабок, тежок, понорен крик на постоењето и бивствувањето. Тоа е метафизички постамент кој зрачи од вистинската литература. Метафизичко значење кое ја негува и крева душата како Инсераја. И благодарам. Малку поетски. Homo poeticus. Искрена благодарност до професорката, која што со овој инспиративен говор не потсети на тоа што е најважно во човечкиот живот. Пред да завршиме со оваа промоција, би сакал да ви прочитам уште еден дел од оваа прекрасна книга, во кој што младата Теснин вели: што ако почнам од почеток? Ако почнам одново, дали ќе изберам повторно овде да се родам, во овој мој град, за кој што светот слуша само кога крвари, во улицата која заборавив како изгледа, бидејќи во потполност е сменета, во куќата од која носам спомени, но е претворена во прав и пепел. Ако почнам одново, дали повторно ќе ги изберам истите лица околу мене, истата мајка што ме научи како да бидам трпелива, истиот татко што не заштити од стравот, прегрнувајќи не кон своите гради. Истата баба што ми говореше: Керко, Аллах е со нас. Истата другарка чија што насмевка беше замолкната од експлозијата на бомбата. Можеби ќе побарав само малку повеќе безбедност и сигурност, момент на мир и спокој, без стравување дали ќе преживеам. Долгата ноќ која ќе ја поминам без страв од бомбардирање, ден во кој што нема да трчаме од страв, туку поради радост, но за волја на вистината, кога би можела да изберам, може би избрала повторно да бидам јас. На крајот ви благодарам за вашето присуство. Се надеваме дека ќе ја прочитате оваа прекрасна книга, која што буди многу силни емоции и е едно сведоштво за маките и за теророт кој што секојдневно го проживуваат жителите на Газа и на Палестина. Уште еднаш ви благодарам и благодарам на нашите панелисти
и ви посакувам прекрасна вечер. Да, за сите присутни обезбедене по еден примерок од оваа прекрасна и од книгата Палестина низ историјата.